министар за внатрешни работи, се извинувам, од Македонија, што е поканет, што има оваква можност да биде поканет и да има средби во главниот град на САД. На што се должеше според вас оваа покана и дали е таа дел од меѓународната соработка, што вие последните години ја развивате и вложувате во неа? И тука би сакала, ако може исто така да дадете едно ваше искуство од тоа колку Македонија успеа да се интегрира во тој систем на меѓународни организации, безбедносни агенции и колку тоа придонесе на внатрешен план да се зголеми нашата безбедност како држава. Прво, нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави е основата во развојот на современата македонска држава. И тоа треба да ни биде јасно на сите важни процеси, формирањето на државата, развојот на демократијата, градењето на демократските капацитети во институциите се должи, меѓу другото, и на стратешкото партнерство кое што имаме со Соединетите Американски држави. И оваа посета која што ја остварив официјална, прва официјална посета, беше во насока на продлабочувањето на нашата соработка. Ако зборуваме за развојот на соработката на Министерството за внатрешни работи со Соединетите Американски држави, таа е секоја година од година се продлабочува и зајакнува. И второ, ако зборуваме за поддршката, Соединетите Американски држави се една од земјите која што ја дава најголемата поддршка на безбедносните служби, на агенциите за спроведувањето на законот и така натаму, и во тие рамки на Министерството за внатрешни работи. И во тој поглед мислам дека и оваа посета допринесува таа наша соработка да зајакнува и понатаму, да се продлабочува и пред се насочена кон натамошниот развој и на институцијата и на безбедноста генерално, заради тоа што ние сме партнери пред се. И најголемата вредност, ако сакаме, токму на владата на Соединетите Американски држави е тоа што прави партнерства во светот, коалиции. За разлика од некои други кои што сакаат да чуваат замрзнати конфликти и од тие конфликти да имаат некаква корист или влијание. Тоа е огромната разлика и пред се базирана на демократските вредности. Ако зборуваме за потребата од меѓународна соработка, таа посебно во областа на безбедноста е исклучително потребна. Затоа што немате успех или не можете да имате успех со справување со сите глобални предизвици кои што ги имаме денес, ако немаме меѓународна соработка. Тоа значи да имаме и регионална соработка, меѓутоа да имаме и соработка глобална. Ако зборуваме за миграцијата, ако зборуваме за тероризмот, за организираниот криминал, за сајбер безбедноста, тоа е транснационален криминал. И сите заедно треба да се бориме. И гледајќи во функција на она што и професорот го спомна од книгата, дека земјата, без разлика што некој сега пробува да поставува одредени граници и така натаму и да се бори за тоа, сепак глобализацијата допринесе да овие глобални предизвици бидат подеднакво важни без разлика каде се наоѓате. А нашата земја се наоѓа на исклучително важна геостратегичка позиција и тоа ни отвара многу перспективи и можности. Меѓутоа, представува и ризик и за нашата национална безбедност и за регионалната и за глобалната безбедност. Така да, соработката со сите меѓународни организации, со сите држави е и те како потребна ако сакаме успешно да се справиме со овие предизвици. Ниту ќе можете да говорите за успеси во борбата против тероризмот ако тоа не го работиме заеднички, ниту можеме да говориме за успех за справување со миграцијата, ако мислиме дека секоја од државите ќе води сопствена политика во делот на миграцијата, тоа се покажа како погрешно за оние држави кои што мислеа дека сами може да се
да се заштитат, туку едноставно меѓународната позиција е исто толку важна колку што работите на подобрувањето на условите на безбедност и внатре во државата. Јас морам да ги извојам двата настани кои што ни се случија, тоа е Министерскиот совет на ОПСЕ, кој што беше доверен да председава Северна Македонија и да се одржи во Скопје. Второ, Министерскиот форум за правда и внатрешни работи под председателство на Шпанија, кој што исто така беше доверен на Организација на Република Северна Македонија. И третиот настан, тоа е 50-та Европска годишна конференција на Интерпол, кој што исто така беше доверен и сите овие активности се реализираа оваа 2023 година. Тоа покажа дека сме исклучително респектибилен партнер, ценети од меѓународната заедница, со институции кои што имаат капацитет во делот на организацијата и кои што можат низ тие партнерски односи да понудат многу во справувањето со глобалната безбедност. И на тоа треба да бидеме сите ние и државата горди. Имавме држава која што беше затворена, држава која што беше оквалификувана како недемократска, како неслободна. Визави на тоа имаме држава во 2023 година и членка на НАТО, и високо респектирана и ценета во меѓународните односи, и тоа е заслуга токму на сите, и се согласувам дека во ова учество имаат многу општествени фактори. Медиумите, невладините организации, научната јавност и така натаму, кои што се вклучија во целиот овој процес. И мислам дека тоа е патот на кој што сите заедно мораме да стоиме цврсто и да го градиме уште повеќе во наредниот период. Благодарам. Министре,